новите мутации на коронавирусот ќе доведат до поголем број хоспитализации и смртни случаи, предупредуваат од Универзитетот Џонс Хопкинс. Охридското езеро низ археолошки откритија во 2020-та. Што најдоа нуркачите? А дали сте слушнале зашто друго се добри остригите, освен за јадење? Ќе ви кажеме во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Новите мутации на коронавирусот предизвикаа загриженост кај здравствените лица во однос на тоа дали постоечките вакцини би делувале и против нив. Еве ги деталите. Улиците на Лондон повторно се тивки. Британскиот премиер Борис Џонсон нареди ново затворање на државата по појавата на новата верзија на коронавирусот. It's clear. Јасно е дека треба да сториме повеќе за да ја ставиме оваа нова варијанта под контрола. Во Јужна Африка новата варијанта ги загрижи лекарите. Епидемиологот од Универзитетот Квазулу Натал, Тулио де Оливеира, објаснува. Преовладуваше во речиси секоја инфекција која имавме од источен Кейп до Кейптаун. Варијантата на вирусот од Велика Британија се расшири во над 40 други држави. Јужноафриканската варијанта се појави во 9 други. И двете изгледа дека го туркаат напливот на инфекции во државите. Но научниците се уште не можат со сигурност да кажат, вели имунологот Ендру Пекош. Тоа треба добро да се истражи. Дали е нешто што се појави во Англија заради одредени околности или е нешто што е специфично за овој вирус. И ако е така, тогаш треба да го видиме и во други држави. Варијантите изгледа дека не ги прават луѓето повеќе болни, но зголемениот број случаи неверојатно ќе значи повеќе хоспитализации и повеќе смртни случаи, вели Пекош. Ако имате вирус што може да разболи повеќе луѓе, тогаш бројот на заболени ќе се зголеми, сите други параметри ќе се покачат. Новите мутирани вируси се појавија како што почнаа да пристигнуваат вакцините за борба против пандемијата, но вакцините сепак треба да функционираат, вели главниот научен советник на британската влада Патрик Веланс. Кога се дава вакцина, вие не создавате само едно антитело против еден дел. Произведувате многу антитела против многу различни делови. И затоа е малку веројатно дека мутацијата сето тоа ќе го избегне. Во тек се тестови да го осигураат тоа. Вирусите постојано мутираат и вакцините со време треба да се обноват, но тоа е полесно од кога и да било, вели Пекош. Некои од нив, особено овие со mRNA вакцини, имаат потенцијал брзо да бидат апдейтирани на тоа што е во циркулација. Вакцините на Pfizer и на Moderna се од тој тип. Ако новите варијанти преовладаат, тие може брзо да бидат прилагодени за вирусот што продолжува да се менува. А во Македонија, подводните истражувања на Охридското езеро откриваат негова поврзаност и со доцниот антички период. Подводните истражувања направени минатата година, меѓу другото откриваат и садови за складирање, прв од ваков вид во езерото. Мики Трајковски за тоа што се пронашле нуркачите во 2020-та. Секое влегување во вода е нова можност за нуркачите да откријат нешто ново во Охридското езеро. Вела дека длабочините на најстарото езеро во Европа со себе кријат многу тајни, кои не доволно и се познати на пошироката јавност. Покри со многу војси кои поминувале одовде, последните истражувања покажуваат негова поврзаност и со доцниот антички период. На 3 локации на длабочина од 5, 35 и 45 метри беа откриени питоси, односно садови за складирање што се први вакви откритија во езерото. Но најинтересно е што на 100 до 120 метри од брегот покрај преисториската населба во градиште откривне тегули, керамички садови, односно керамиди кои се користеле некогаш и за погребување, некогаш и за кровни конструкции, ги најдовме на длабочина од 19,4 метри. Самото растојание, односно оддалеченост од брегот со 70 до 100 метри, укажува на тоа дека овие предмети се транспортирани по Охридското езеро со некаков пловен објект, а од непознати причини се изфрлени на овие локации. Меѓутоа, за да се разјасни целата ситуација, потребни ќе бидат натамошни систематски археолошки истражувања. Проектот има и заштитен карактер, односно со нивно прогласување за културно наследство и сите ќе бидат заштитени од понатамошни нелегални посети и активности.
А дека Охридското езеро чува многу приказни говорат и потонатите италијански бродчиња кај Струга, со кои се смета дека се вршила трговија. Или пак остатоците од англискиот авион кој во време на Втората светска војна паднал на албанска страна од езерото. Тие потонати бродчиња се по завршување на Втората светска војна намерно се потопени. Тие се две мали реморкерчиња, другите 5 се копанчиња за носење на роба, односно за влечење на роба по езеро. На дел од нив се гледа дека тие се изработени во втората половина на 19-тиот век, што секако има и некаква историска и културна тежина. Тие се наоѓаат во еден ареал кој што езерото си го прилагодил кон собствените, така би нарекол, потреби, бидејќи се обраснати со сунгери, со школки. Но езерото располага и со богат подводен свет и ендимски видови кои може да се видат само овде. Охридскиот тркалезен сунгер како многу интересен, кој може да се најде од 30 метри до 120 метри длабочина. Има уште неистражени работи кои се надевам дека со тек на време ќе допрат до обичните луѓе да ги видат. Пред неколку години беше спроведена и акција за подводно деминирање на Охридското езеро. Беа извадени околу 20 тони бомби, мини и гранати претежно од Првата светска војна. Беа извадени и примероци од старо оружје од Охрид за Гласот на Америка. Мики Трајковски. Малку е познато дека остригите се важни за одржување на брегот на Кейп Кот во Масачусетс, создавајќи здрава средина за рибите и ракчињата. Еве што велат за тоа двајца браќа со кои разговараше Гласот на Америка. Кога бевме деца, татко ми ќе не однесеше кај него на работа и тоа беше тешка работа. Практично цел живот тврдев дека ќе бидам се, само не ова, работник на фарма за остриги. Некое време работев во оддел за човечки ресурси, бев корпоративен тренер. Не ме исполнуваше. Нешто што барате може да ви било пред носот цело време. Здраво, јас сум Арон Хамила и работам на фармата за остриги Barnstable Sea Farms. I'm Jared Hemela. I'm the general manager of Barnstable Sea Farms. Јас сум Джаред Хемила. Генерален менаџер сум на фармата, практично координирам што ќе правиме во денот, дали ќе собираме остриги или ќе вршиме поправки. И голем дел од доставата ја вршам јас. What I love about farming oysters. Тоа што го сакам во оваа работа е што секој ден е различен. Работиме на двете страни на заливот, на северната и на јужната. Некогаш нуркаме по остриги, некогаш ги собираме со гребло, некогаш со мрежа. Работиме на отворено, имаме флексибилен распоред, можеме да работиме со семејството. Се заедно, одлична работа. Once COVID came along, Кога дојде COVID, загубивме многу првиот месец, имавме нула продажба. Сега почнува да се враќа. Имаме многу остриги, ова требаше да биде добра година. Се надевам дека сакате остриги, зашто големи се и уште растат. Джаред влече една од вреките со семе. Ги држиме на јаже за да не бидат во калта. Ќе отворам една да видам. yeah, so that one's grown quite a bit. Да, ова израснала доста. Сакаш да ја извадам? What do we got? 7, 14. Што имаме тука? 7, 14, 19. Некои се само половина полни. Па сепак... See, that's probably about... Добро е, би рекол дека имаме околу 20 вреки. Тоа е околу 2000 остриги. 2000 остриги што може да ги продадеме. There is a saying that you should only eat oysters. Има поговорка дека остриги се јадат во месеците што завршуваат на ер, по студените месеци. Но јас мислам дека остригите се одлични во секој месец, секоја недела, секој ден. Every week, every day. What's for lunch? Што е за ручек? Остриги. Благодарам на вниманието. Се гледаме утре повторно. Пријатно.
Seafood.